Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона, секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал 77 и twitter.com/канал 77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/YouTube. Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона, секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал 77 и twitter. Добро вечер. Добро вечер и од мене. Петрица Рачина. Водител и дополнителен водител. Кондуктор и дополнителен кондуктор. Така. Кондуктор. Па пошто Ноќен експрес патување, ова она, нели треба да имаме? Добро вечер за сите слушатели, добро вечер за сите оние кои што не гледаат на YouTube, на секаде низ светот. Добро вечер за гостинот Георги Спасов. Професоре, која беше полесно, кога бевте на листи, кога почнуваше кампањата или сега кога гледате од страна како аналитичар, како професионалец? Во секој време си има свој возбудување. Кога сте на листи, тогаш имате поголема одговорност за резултатот од изборите. Кога гледате од страна, се очекувате да помогнете колку што можете, бидејќи припаѓате на одредена политичка партија. Меѓутоа, дефинитивно сега работите се многу потешки. За Македонија целосно и за секој човек кој што се наоѓа во опозиција особено. Затоа што она што на Македонија се случи во изминатите години е нешто за што колку и да сите себе се амнестираме од некаква одговорност, се чувствуваш одговорен за она што се случува на Македонија, имаме обврската да се остава да се промени. Кажете ми, професоре, дали е во ова возбудливо време и за вас како луѓе кои што ги гледате изборите од еден друг аспект или е се знае? Не, Македонија мислам дека минува низ една драматична фаза во сопствениот развој. Не мислам дека постои држава во светот во која што се случило ваков вид на прислушување, толку долг период на прислушување на огромен број на граѓани. Знаете, во една Америка, например, само со тоа што беа откриени поставување на прислушни уреди во аферата Watergate, председателот на државата беше принуден да се поднесе оставка. Во Македонија ние сега имаме ситуација кога 2008 година до 2015 година биле ставени на систематско прислушување огромен број, не само лидерите на опозицијата, на сите опозициони политички партии, не само бизнисмените врз основа на кои што може да се дојде до информации релевантни за превземање на бизнеси, не само на огромен број на новинари, него доведуваме во ситуација во која што вистина се срозани она како што беше констатирано елементарните вредности кои што се заштитени со уставот. Прашањето ми беше повеќе во однос на бројките. Како, нели, вие се бавите со рейтинзи и така натаму, нели е возбудливо кога резултатот е тесен, кога не се знае кој ќе победи. Дали е за вас сега возбудливо во таа смисла или е резултатот таков што нема возбуда? Не мислам дека резултатот таков што нема возбуда, затоа што и Македонија минува низ една ситуација во која што станува многу тешка предвидива за сите видови на испитување на јавното мислење. Вие видовте што се случи Што ги прави тешки испитувањата? Па ги прави тешки испитувањата неколку работи, пред се стравот. Второ, веќе извежбаноста на граѓаните да го кријат она што нивното автентично политичко поведение во рамките на анкетите. Трета работа што Македонија е една од ретките земји кои што нема попис на населението, е многу тешко да се направи на некој начин соодветен примерок. И четврто што мислам дека ни Македонија и нема дури ова што би се рекло доволно средства не вложува во систематски испитувања на мислење, бројни испитувања на мислење кои што ќе ги коригираат потребните грешки од само една или две анкети. Така што во таа смисла Македонија е хендикепирана за да дојде до реални резултати врз основа на испитување на јавното мислење, иако постојат сериозни, мислам, добри методи со кои што може ориентационо да се предвиди што ќе се случи на изборите. Темата за вечерва, почетокот на изборната кампања. Изборни кампањи, лажи ме, ти тоа го правиш најдобро. Македонски специфики и светски трендови, изборно пакување, изборни обланди, пораки, слогани, изборни активности и настапи, митинзи на мускули и на сила, дали веќе стануваат демоде во тој обем и на тој начин како што досега ги гледавме. Политичарите меѓу народот од врата на врата, политички маркетинг трендови, традиционални, класични, конзервативни медиуми наспроти дигиталната технологија, од писма во сандаче до мејл во инбокс, статуси, пораки, фотографии на Facebook, лажни вести, временски, наменски портали, Трамп од Велес,
Никола и Зоран од Кумровец, Вировитица, Зеница или од Сремска Каменица и Стара Загора од Бугарија. Ој, и Цени- сега како на Бенелукс, Ломбардија, Шпанија и Франција. Нема граници, да, тоа веќе го зборував. Цени на медиумското политичко рекламирање, припет платена депресија на цените, особено на националните медиуми. Билбордите се многу поскапи. Слушна вчера една цена 800 Дури се евра. жалат луѓето од телевизиите дека некои партии буквално арбитрарно се однесуваат во однос на некои, па дури до крај не кажуваат колку секунди ќе закупат и така натаму, а цената е пресметана според просекот што бил цената во изминатите 3 месеци, ако не А се. не, така грешам. требало да биде, ама не е така. Цената е Како за кого? депресирана во изминатите 3 изборни циклуси. Не се случило тоа порано, имало ситуации, јас сум сведок на тоа, кога една секунда чинеше најмалку 40 евра пред вести. Во оние Можеби златни тоа времиња 80 евра секунда. Да, бе. Сега нема поскапа цена од просекот е 0,5 на националните медиуми, 0,5 евро до 0,5 евра. 1,9. Па тоа беше порано реклама на радио толку чинеше. Да, дури се случува некои регионални или локални се зафркнале, можеби, не знаеле, немале представа што се случува, ставиле многу високи цени, мислеја дека сега ќе плаќаат. И сега се поскапи дури од националните. Ги има ценовниците изложени, ги има на Државната изборна комисија на порталот. Значи, тоа се тие основни поенти кои што треба да ги обработиме и кои што вечерва ќе не интересираат. Пародијата исто така сакаме да ја фатиме како ефикасен политички маркетинг за послабите, за финансиски послабите и инфраструктурно понемокни партии. Најскапи кампањи, ве го видовме Трамп, видовме Хилари Клинтон, финансирање на кампањите, влијанието на кампањите, колку тие во процент можат да направат пресврт, можат да направат некој изненадување, како влијание на гласачите, влијание на изборниот исход. И да Но, кажеме кого се ќе имаме во емисијава, малку Да, еве очекуваме- ги чепнеме слушателите. Очекуваме да дојдат уште двајца гости, меѓутоа, ајде да почекаме. А ќе имаме и доста политичари, Да. од речи си сите партии, така. Кои слогани по така впечатливи ти биле досега, ти останале врежени во главата? Петри, теја, например, Македонија изборот беше на Ѓорѓе Иванов, која беше вториот пат за председател кандидат. Еден изборот беше за Бранко Црвенковски, малку себично. Главата Јас и горе Илко беше на ВМРО ДПМН во 2002 година. Македонија заслужил председател беше на Стево Пендарски. Тоа е малку така, тоа е понижувачки. Дајте изберете председател, немаме председател. Црвенковски па настапуваше со државник, нели, од озгора, така. Да, како председател, преродба за промени, избери дела, реформите продолжуваат. Во Шекерински имаше можам да се изборам за Македонија. Некако доста не мисли, многу технократски. Реформите продолжуваат. 94-та Социјалдемократскиот сојуз испадна тогаш со слоганот сигурно. Да. Најинтересни до сега, најтака интригантни, што не значи дека биле и победнички, меѓутоа оскокнувале по пристапот. Не гласајте за Мила, ако се сеќавате за Карпош беше тоа, на Ранко од Буамара, сестра му. Тоа беше деме слоган. контракомпања за да те натера да гласаш. Да, имаш и за Фуфо, сакам да биде Фуфо. Јас тоа го знам, сум седел на маса со Владо Јановски. Владо Јановски беше автор, но сакам да биде Фуфо на тој Не, неговиот слоган беше бирайте боја, бирайте личност, не боја. Тоа е вториот пат или тоа беше 2 пати или 3 пати. Да. беше. Во албанскиот кампус имаше интересен момент кога Мендух Тачи се појави со новиот начин на водење на кампања со бина каде што тој шета додека зборува. Тога слоганот беше Јунѓа тиета. Или Што значи тоа? Тунга тиета значи добар ден или здраво или да ти се продолжи животот. Значи кампањата не беше јасно од слоганот, но во секој случај оригинално и невообичаено за некакви традиционални или стандардни слогани кои што повикуваат на нешто. Има интересна паралела да направиме. ЛДП 2013 година имаше ваков слоган. Како сте, ЛДП го слуша вашиот глас. Е сега тоа денеска која би било слоган, би било ептен. Може би соодветен за УБК. Или за некоја странска служба, да не преюдицирам. Таков слоган. Денеска може би било посоодветно, гласете за нас, ние најдобро го слушаме вашиот глас.
Или продам бомби, нема врска. Па, можно и тоа. Дали вие, професоре Спасов, очекувате во оваа кампања можеби да се појават нови некои разговори што не сме ги чуле до сега, како еден од начините на водење на кампања? Мислам и двете политички партии ќе бидат кампања и позитивна и негативна. Позитивната кампања ќе биде она да представат дека имаат реална понуда, она што се обидува ВМРО да го намеде, дека нивните програми кои што досега реализирале биле добри, особено на економски план, дека тоа што го предлагаат е реално, дека е можно изводливо, и она што сака да го наметнат е една многу, како викат, сатирична отприлика поента во која што дека гласите за нас, ако сакате го добиете ова што досега сте го гледали и уште нешто малку повеќе од тоа. Ама ако знаете што се они вистина направиле од криминалите, прислушувањето, па сето до аферите кои што се поврзани комплетно од она што слушнат од бомбите, тогаш вие ќе добиете гласите за нас, за и натаму да ве прислушуваме, гласите за нас за и таму натаму да земаме криминални провизии и овако што се корупциони пари, гласите за нас да си купуваме мерцедеси, гласите за нас да минираме овако што нелегално изградени полети. Добро, ова може да биде некоја игра што може да биде и така. Социјалдемократскиот сојуз може да употреби, да речеме. Втората dimenzија која што секогаш на пример ВМРО употребува кампањата, тоа е една кампања на плашење, ширење на страф од непријател, домашниот и внатрешниот, и овде се гледате како јас денеска го слушав од митингот, они порачуваат дека ќе имаат позитивна кампања со која што ќе ги преследуваат нивните програми, од друга страна изборите ќе ги претворат во референдум против поделба на Македонија, за унитарна Македонија, против двојазична Македонија и така натаму. Тоа е тотална глупост и они може да водат така наречени да изиграваат дилери на стравот. Затоа што секогаш кога ќе ги заплашиш населението од нешто што лошо може да им се случи, кај еден дел од населението, кај нешто особено им веруваат, кои што однесуваат како верници во рамките на изборната кампања, тоа може до нив да допре и да придонесе до одреден број гласови. Ова што го зборите, на пример, ако направиме паралела со онаа кампања на Социјалдемократскиот сојуз 94-та, сигурно. Да. Нели може би пледирало на ова стравот од непознатото, да. Па гласајте за нас, со нас и знаете на што сте. 94... Дали на ова, дали може би на овој начин ВМРО кокетира со гласачите, демек со нас знаете на што сте, а овие што ќе дојдат не знаеме што ќе бидат? Не, јас мислам дека они се обидуваат всушност сега водат класична конзервативна кампања која што вика ние нас не видовте, знаете кои сме и што сме, меѓутоа на добрата страна која што мисла дека еве дававме субвенции, обезбедувавме не знам пари за пензионери, обезбедувавме пари за социјални давања и така натаму, ние сме тие што сме, земаме стварно позајмивме отприлика 4,5 милиарди во овој период, меѓутоа 2,5 милиарди потрошивме на пензии, плати и така натаму и други давачки, а другите пари отидоа по овако што се дестинациите на Сешели, на Белизе и во другите дестинации. Меѓутоа, ако им поверуваат дека е тоа така, тојата димензија они редовно нивната кампања како и секоја десничарска партија имаат кампања на застрашување. Кампања која што е всушност конспиративна кампања, дека постои спој меѓу домашниот и надворешниот непријател кој што сака да ја уништи Македонија. И они не се откажуваат од таа кампања. Ни во една кампања они не се откажале од тако нешто. Постојано треба да се наметнат они како се единствени спасители на Македонија од оние другите кои што и затоа практично они немаат никаков однос кон својот политички партнер. Не ги третираат другите политички партии како конкуренти во рамките на политичкиот процес, туку како непријатели кои што треба да бидат уништени. Таа ароганција дали може да му се припише и на Црвенковски, на пример, државник, еден изборот. Македонија заслужува и ССМ не беше невина, меѓутоа она одеше не во тие патриотски, туку повеќе во оние така структурни, демек ние сме сигурност. Државници, овие... Значи, секогаш кога водите кампања од позиција на луѓе кои што сте биле на власт. Например, да упростиме. Овие велат патриоти предавници, а ССМ во времето на Бранко велеше државници и некадарници. Не знаат да водат држава, не знаат да... Значи, постојат тие секогаш две димензии. Јас ви го нудам ова, и верувате во тоа дека јас уште го нудам ова можам да го реализирам, меѓутоа од другата страна она што ќе го добиете, тоа е понуда која што можеби нема да се реализира или тие не се способни. По секоја кампања имате една димензија во која што покажуваш дека тие другиот можеби мами, можеби она врз основа на кампањата дека се работи за човек кој што нема морални вредности, тоа да го зборува што го ветува и така натаму, или пак да се работи за една групација која што веќе докажала дека има за себе си криминални дејства за кои што самите по себе говорат дека тие не може да реализираат таквите работи. И мислам дека дури тоа е легално во кампањите, во сите изборни кампањи од Соединетите Американски држави па до Велика Британија го имате тој дискурс.
На крајот на криштата, знаете како едно од основните, како викаат, пропаганди правила се, смести го, како викаат, политичкиот противник во темното ќоши, обиди се таму во тоа темното ќоши да го држи што е можно подолго. Тоа е дел од како пропагандите методи на делување во рамките на политичкиот процес. Имаме квиз прашања, да ги поминеме пред рекламите. Имаме и нешто од андерграундот, Бадестоле, ќе кажеме ли нешто? Ќе кажеме пред прашањата, односно после прашањата. Пронајди ги на трапниците. Ова е за слушателите 032-397-707, 397-727 или на Facebook и на Twitter може да одговараат. Знаете, подарок, карикатура може да добијат на крајот на циклусот. Пронајди ги на трапниците. Ова се избор на повеќе слогани, меѓутоа вие треба да размислувате концентрирано и да кажете кој не припаѓа тука. Македонија може, осмели се, за промени, гледај напред, не назад, има разлика, цело е кога има се, главата горе. Продолжија реченицата на 15 септември. Си повторувам, продолжија реченицата на 15 септември. Трето прашање, ни змија ни магаре е народна поговорка, наслов на документарен филм за репродуктивните процеси на животните, политички слоган или метафизичка филозофска дилема за неможноста да се избегне злото. И одговорете со точно или неточно. Да повторам. Со чисти раце беше главниот слоган со кој ВМРО-ДПМН дојде на власт 2006 година. Повторувам. Одговорете со точно или неточно. Со чисти раце беше главниот слоган со кој ВМРО-ДПМН дојде на власт 2006 година. Петрит, ајде андерграунд. Што вели андерграундот? Вака вели андерграундот. Се што сакате да ни кажете, да прашате на Facebook профилот, на радио мрежа Канал 77, на Twitter акаунтот Канал 77, а како и оваа ноќ и секоја ноќ во среда и понеделник од 20 до 22 функционира и хаштагот Ноќен експрес. Ајсмен твитнал вака: би гласал за да ги сменам правилата на игра, а не луѓето на власт. Уште едно инспирирано од американско изборно шоу, твитот е на Джеменадже, пошто дечково од Велес му помогна на Доналд Трамп да победи. Дали следна фаза од еволуцијата на Велес е Трампов Велес? Значи беше Титов, сега само Велес. И два кратки, ама сладки твитови за изборите. Сладкар Бавчов вели: и да не постоја избори, ние ќе ги измислевме. И од Странски вели: еве сега на 11-ти ќе победат нашите. Тоа првото заслужува коментар и не мора да ги менуваме тие што се на власт, да ги смениме правилата. Тоа е само по себе не е можно. Ако ги смениш правилата, ќе се сменат и луѓето на власт. Малку реклами, останете со Ноќниот експрес, бидете со нас и на YouTube, се враќаме веднага. Ноќен експрес. Не се сите исти. Оној што се бори за правда и оној што бега од неа не се исти. Оној што бара слобода и оној што ја укинува не се исти. Оној што не поднесува одговорност и оној што бара правда не се исти. Оној што гради барок и оној што бара училишта и болници не се исти. Оние што имаат храброст и оној што се крие не се исти. Оној што искрено помага и оној што само се слика не се исти. Оние што се борат за побогата Македонија и оние Радиовизија. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли уника. Здраво, јас сум Вања Мицевска. Здраво, здраво, јас сум Гоце Јованов. И со нас се дружите секој работен ден од 7 до 10. Заедно да си посакаме добро утро. Посвети се на вистинската љубов и уживај во неа. Делукс од Елит. Ваша вистинска љубов. На здравје кафе. Со Елит Турско Делукс. Здрав, природен, вкусен и единствен оброк. Готов за само 5 минути. Супи од Макс Струмица. Супи со полн вкус.
And now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stay too long, probably break down and cry. Whoa, whoa, sweet child of mine. Whoa. She's got eyes on the bluest skies, as if they thought of rain. I hate to look into those eyes and see a thousand pain. Her hair reminds me of a warm, safe place where as a child I'd hide and pray for the thunder and the rain to quietly pass me by. Whoa. Wow, sweet love of mine. Sweet child of mine. Whoa, sweet love of mine. Whoa, sweet child of mine. Ooh, yeah. Ooh, sweet love of mine. Where do we go now? Where do we go? Where do we go down? Where do we go? Where do we go down? Where do we go now? Where do we go? Yeah, where do we go now? Where do we go? Where do we go now? Where do we go? Yeah, where do we go now? Na 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 na. Sweet child, sweet child of mine. Продолжуваш по патот на твоите предци и го трасираш за твоите потомци. Пат од кој нема да се срамиш кога ќе погледнеш наназад. Пат заради кој ќе се гордееш, затоа што е пат на достоинство и отворени можности. Не само за тебе, туку и за сите други. Знаеш што е подобро. За тебе, за Македонија.
продолжуваш по патот. Специјални вести, феноменални вести, владини вести, неизвестни вести. Не прислушувате, слушајте радио. Слушајте Ноќен експрес, не прислушувајте. Вало Божиновски, професоре, со чисти раце беше главниот слоган со кој ВМРО ДПМН дојде на власт 2006 година. Точно или неточно? Чисти раце? Да. Со чисти раце беше на Петар Гошев. Кога смаша да да помогнеме на слушателите. А се кавате на лебот која се кршеше, исто беше тоа со Гошев и со Демократската партија, мислам дека беше леп нешто која со рацете, која делеа, која кршеа. Мислам дека истата година беше. Тоа мислам дека истата кампања беше Спутник, ако не се лажам, ама не... Тоа беше поврзано она со ваучерите. Уште гостин. Ние сме како автобус. Влегуваат, излегуваат. Па Ноќен експрес ова. Ноќен експрес. Повели Игор? Божиновски, а јас мислев дека проблем ќе биде да ве спојам со професорот Спасов, ама гледам разговарате. Добро, малку ние да спинуваме. Впечатокот во јавноста е дека, нели, бидејќи е поларизирана јавноста политичките партии, дека луѓе кои што имаат условно речено различни мислења, различно се произнесуваат во јавноста. Заради анкетите, на кои му биле поправилни, на кои биле поточни. Владо беше мој студент. Не смее да... Јас и не само него, јас и оно тогаш имаме многу коректни односи, соработуваме, разговараме секојаш. Никогаш не сме имале, да сме настапувале заедно во, мислам, десетина овако што се... Божиновски немаше забелешки тогаш на кампањите, на анкетите, се извинувам, на анкетите, резултатите таа година која имаше еден голем конфликт. На анкетите кои што ги промовираше Спасов. Ја никогаш не коментирам анкети кои што ги направи некоја друга, јас ги коментирам моите анкети пред. Вака сега. Заклучокот, впечатокот, заклучок е претенциозно многу. Од неколку интервјуа што ги гледав, за разлика од порано, многу повоздржан е, повнимателен е Божиновски, која треба да каже каков ќе биде резултатот. Дали е тоа тактика или резултатите се такви? Видете, ја никогаш не сум воздржан во однос на тоа, туку работата е дека сега гледаме ако можеме да направиме едно истражување наше, тоа што кошта многу пари, така ќе потврди професор. Чини многу пари, а тие сите што ги објавуваме ги правиме ние, значи со наши средства, не е тоа, не се порачки од никој друг. Туку со наши средства и си го објавуваме под наш бренд. Кога ќе го објавиме, веќе тогаш можеме да коментираме директно и со резултати, што се очекува и како се очекува и така натаму. И затоа може да го забележите тоа и на сите минати избори. Јас ги коментирам резултатите во детали и од кога ние ќе објавиме истражување. А за другите истражувања можеме да коментираме одредени трендови, но никогаш нема јас да излезам и да критикувам или да фалам нечие друго истражување, затоа што ќе објавите оваа година сега оваа кампања. Се надевам, значи имаме во план, мислам дека ќе успееме. Некаде планот, иако планот првичен беше да се објави сега, некаде пред почетокот на кампањата, најверојатно ќе биде во средината на кампањата, ќе се направи. Пошто кампањата видовте некои реклами, ги нема премногу, слоганите ги крие, дали е тоа таква име, тактиката, стратегијата, не ги кажува, денеска излегува некои слогани. Така, отприлика знаете како ќе биде настапот, каква ќе биде динамиката, кои се првите коментари. Или веројатно како експерт, како професионалец можеш и да претпоставиш кој како ќе иде, во која насока ќе се движи во оваа кампања. Нешто изненади денеска или не? Ние можеме да зборуваме околу што би било, кои би биле, да речеме, главните поинти кои што ќе сакаат политичките партии да ги пратат, главните пораки кон гласачите, а околу самата на визуализација на кампањата, денеска почна, но мислам треба барем ден, два, три да помине за да видиме како тоа ќе се налепат тие пораки, нели почна и промотивните спотови, се објавија програмите на политичките партии, се покажа и оние логоа кои што се на кампањите на политичките партии. Има тука интересни детали за кои што може да говориме. Бојата или бојата е прво. Таа промена на бои, како ја коментирате? Бојата е прво. Социјалдемократскиот сојуз од сина отиде на црвена, а ВМРО ДПМН од црвена на сина.
Па, значи, бојата не е собственост на ниту една партија. Нема како го коментирате, зошто е тоа? Дури е доста интересно. Им прават проблем на луѓето. Јас сеќавам портокалови тогаш и ја окупира бојата и са непријатно е со таа боја да излезеш. Па после имаше вакви вратоврски, па нели во Црна Гора имаше розови, тие позитивни, не, портокалови беа. Да, но ако видиме она небесно-бела, она небесно-сина и бела боја, секогаш се поврзува со една смиреност, се поврзува со една стабилност пред се, зависи како нели ќе се толкува, но таа е смирувачка боја и тоа е вообичаено, да кажеме, да се употреби во кампања на партијата која што е на власт. Од друга страна, црвената секоја символизира некој начин. Црвената символизира револуција. И таа се користи како опозиција. Така да тоа не е за изненадување. Сега кај нас, да кажеме, црвената е секогаш на некој начин неформално брендирана за ВМРО-ДПМН, а сината е неформално брендирана за СДСМ. А црната е судбина за Македонија. Но и самите нијанси. Добро види. Многу ни е дефетист. Извинете. Минато на Македонија. Иднината дека ние добро, Македонија и во такво окружување со таква историја и со такви што црната секогаш е дел од тој народен фолклор, така да нема бегство од црната, кој и да е. Така да генерално кај нас се избрендираат црвената и сината како црвената символ на ВМРО-ДПМН, сината символ на СДСМ. Иако генерално во Европа е обратно. Значи, обично социјалдемократските партии се тие кои што идат повеќе на кај црвено, а сино е повеќе за конзервативните партии. Не може да говориме сега веќе ни за социјалдемократски и конзервативни, лев центар и десен центар, веќе се приближени и во Европа и кај нас. Но да. Па можеби тоа е интересен. Сега идеолошки овие бојна кампања некако се по. Имаме слушател. Добро вечер. Повелете. Ало? Да, повелете во програма сте. Јас сме гледаме стучено од битвата. И ово ме боли сето се го слушам. И сакам да некој комент во врска со овие случките. Ние само тепкаме во место и ние целокупниот мислам магадарски народ и широко, без разлика на националноста тоа е едно познато веќе вие како со радиото со некој времено профит едно друго, ама тука во фактор надворешен фактор е во прашање. Добро, биете конкретен, не тапкајте вие во место. Брзо, прашање, заклучикот го кажат. Тапкај во место, надворешниот фактор е причината, проблемот. Имате ли прашање за нашите гости? Владимир Божиновски, Ѓорги Спасов, Игор Александров. Прашање во врска со што? Во врска со темата на емисијата и изборната кампања. Еве, да ве прашам јас. Еден слоган кажете ми од изборите кој што сте го запаметиле. Не ве разбрав. Слоган, основно мото на изборна кампања, на ВМРО-ДПМН, на СДСМ, на ДУИ. Видите вака сега, ова е символично и се гледа, веќе се знае дека вие сте на страна на опозиција. Али добро, опозиција и опозиција се исто едно во една топа. Јас не верувам веќе поќе, оти кога на власт СДС, со таа топа на битова и се оплеска. Сега кога ВМРО рекоа за 100 дена 100 чекори на зад. 100 чекори беше напред. Онама 100 чекори на ние ќе откриваме октопото. Исто ѓубре се. Добро, благодарам за јавањето. Поздрав. Игор Александров е во студиото. Нема да зборуваме за цркви вечера. Игор, имаш политички искуство, нема да кажем, ама имаш и некој искуство, сенс имаш. Да читаш, ти ги читам постовите, сум разговарал со тебе многу пати. Можеш и да направиш паралела кампањи, колку си се изнакала тамо во Австралија.
Австралија Па и сум водел кампања. И си водел? Од позиција на малцинска партија и независен пратеник. Кои се прави? Тебе со боите, или таму нема проблеми, таму се е светло, не. Жолто, плава. Со боите се занимаваме колку што се занимава графичерот да ga прави меморандуми после тоа, не се битна тема. Таму е поспокојно, поинаку се водат кампањите, слоганите какви се? Или таму доминира што со ви, веќе луѓето за да ги разбудиш треба нешто спектакуларно, направиш пародии некои. Па видете, мислам, не сакам да излезе дека го идеализирам австралискиот политички систем или австралиското политичко општество, но кога ќе направам споредба со ова што го гледам тука, ова воопшто не ми изгледа мене на изборна кампања или на некоја борба на идеи, на вредности на политики, повеќе ми изгледа како една театрална борба меѓу добрите и лошите, зависно од која страна се гледани. И ретко кој човек сум сретнал кој што им верува било на едните или на другите, но секој навива за еден или за друг, како на филм. Го нема тој гладиаторски момент таму во Австралија. Па видете, таму има, пред се има многу добар дел од гласачкото тело кое што не се врзува за партии. Може да има некоја симпатија идеолошка кон подедна партија, но не значи дека ќе гласа за таа партија на изборите. На крајот, дали ќе гласа за таа партија кон која што има симпатија, многу зависи од водачот на партијата, парламентарниот водач, дали е тоа премиерот или лидерот на опозицијата, или од локалниот пратеник. Голема улога игра тоа, затоа што се гледа не само каква политика нудат партиите, туку колку кредибилитет имаат луѓето кои што ги нудат тие политики и колку може да се очекува дека тие конкретни личности кои што ја водат партијата или кампањата, да речеме, на локално ниво во тој момент, колку нив може да им се верува дека ќе се задржат на зборот. И новинарите пред се, медиумите, сериозно се занимаваат со тоа дали некој лаже или дава ветување кои што не може да ги исполни. Прават анализи ги споредуваат по стварливоста, им копаат по... Па пред се, не може некој да дава само празни ветувања што ќе прави, што ќе им даде на граѓаните, како ќе ги вработи или колкави плати ќе им даде, кога зборуваме за пазарно општество, слободен пазар, каде што нели мнозинство треба да се во приватниот сектор вработени, и тоа да го прави без воопшто да постои некоја независна анализа, да речеме, на буџетот, да се види од каде ќе дојдат тие пари. Одржливоста на тие. Значи, треба се извадат од негде за да се внесат во нешто друго. Било тоа од кредити, тоа доминира или од други буџети. Ветување и така нешто не даваат ветување. Нормално, политичари секаде има што лажат, но многу почесто ги фаќаат во лага таму и многу повеќе се пазат, затоа што таму и оние кои што се на нивната страна, а новинари, да речеме, кои што имаат симпатии кон едната или другата партија, ако фатат некого од своите во лага, први ќе го експонираат. Че внимаваат да нема опашки, внимаваат на изглед, ама естетски така, жените поубави подобро проаѓаат, оние така поистеј. Па се внимава на изглед, но до одредена мера, мислам. Изгледот е нешто што треба првин да привлече внимание, а како ќе го задржиш вниманието е друга работа, сепак мора да има некоја содржина, нели? Александров, ги спомнавте медиумите како дел од проблемот зошто ова повеќе личи на театар, навивачки театар, без аргументи, без анализа, за разлика од кампањите таму каде што тоа што ќе го кажеш, некој ќе го соджвака, ќе го отвори, ќе види дали е остварливо. Тоа е очигледно еден зачин кој што недостига во нашата изборна манџа. Што сметате друго дека недостига за да имаме навистина кампања онака како што доликува на едно демократско општество? Еве кога веќе правиме паралели. Тој менталитет што го гледам овде кај медиумите е општа карактеристика на политичката култура во Македонија. Го гледам и кај народот. Едноставно не постои доволно објективен критички пристап од аспект на јавен интерес или од аспект на некаква филозофија конкретна или идеологија или систем на вредности. Ако или е со мене или е против мене. Ако е против мене, се што ќе каже е негативно, се морам да дискредитирам. Ако е со мене, ќе го бранам по секоја цена, па дури и гол да се шета по улица, ќе речам не беше гол, носеше панталони, мислам. Така гледам дека овде е односот, особено кај оние кои што се поддржувачи на поголемите партии. Мислам дека една работа која што фали овдека е што мислам народот дека има изгубено надеж дека може да постојат честни
и продуктивни политичари, продуктивни во смисла да направат нешто при што ќе го стават јавниот интерес на прво место. И мислам дека повеќето луѓе се помириле со тоа дека кој да дојде ќе злоупотреби позицијата за лични интереси и сега само да видиме кој колку дали е наш или туј, кој колку ќе подели за нас. Значи овде кај мене повеќе ми изгледа ова како некоја борба меѓу две улични банди каде што секој член на бандата го следи водачот, удира по другите без да размисли дали има оправдување или не и кој ќе победи на крај зема се или ќе се обиде да земе се. Па таков е пристапот сега, нели упростувам, но зборувам сега релативно во споредба со она што го гледам таму. И премногу мислам дека некои премногу валкани работи исто така се прават во однос на дискредитирање на личности. Во Австралија многу потешко може да се помине со лични дисквалификации кои што не можеш да ги докажеш ако те тужат за клевета. И ретко кој сака да ризикува да излезе на суд за клевета затоа што многу скапо е на крајот. Во Америка не внимава премногу на тоа. Во Америка нема толку голема заштита на човековото право да биде слободен, да речеме, од напади по карактерот, неоправдани напади по карактерот. Законите за клевета Австралија во таа смисла влече повеќе на кај континент англосаксонското право. Англија и континентот, така. Слободно може да се. Еве и професорот може и имаме тука правници, стручњаци. Има една сосема постои во светски тренд губење на доверба во политичките елити и довербата во политичките партии. Пред се заради неиспорачени ветување. Меѓутоа, ние во Македонија имаме една специфична ситуација. Во Македонија сега е едно од најопасните нешта да ги изедначуваш партиите, по принципот сите се исти. Тоа се две банди кои што меѓу себе се тепаат и затоа не е важно која ќе победи, ситуацијата нема да биде променета. И тоа е еден модел на политички дефетизам кој што во овој момент всушност ја прави ситуацијата во тоа неразрешена во Македонија. Зошто во го Македонија сепак до 2006 година имаше сепак еден поинаков демократски амбиент во кој што беше можно власта да биде променета на избори. И постоја услови, меѓу другото и состојбата во медиумите беше многу различна од онаа која што настана по 2006 година. Нас од 2006 година ни се случи да ние влеземе во еден процес на создавање на практично еднопартиски систем, во кој што партијата на власт се смета за единствениот легитимен бранител на сите вредности, движења и национални интереси, а дека се што она е надвор власта е прогласено практично како национален предавник. Систематски модел на криминализирање на опозицијата, при тоа користејќи ги сите ресурси на државата за она да биде прогласена како непријател на државата. Ја подели државата на патриоти и предавници, не и дозволуваше на опозицијата никаков пристап до медиумите. Откривме сега дека систематски ја прислушувала и ги користела прислушуваните материјали за собствено задржување на власт. И на крајот сега имаме една ситуација во која што всушност приказната дека сите се исти треба да дојде тоа, да, откриени се големи криминали и така натаму страна на власта, меѓутоа исто така и криминална опозицијата, според тоа не е важно кого ќе изберете, ситуацијата ќе биде иста. И мислам дека затоа и беше ќе го прашаме дали се согласува со ова, меѓутоа слушател јаме. Добро вечер. Добро вечер, повелете во Ноќниот експрес. Дали се слушаме? Да, секако. Повелете. Прво прашање за гостите. Дали ова кампања, односно која кампања политичка е попродуктивна? Она која промовира позитивни вредности или она кампања која ќе го дискредитира, да речам, изволка непријател? Тоа е првото прашање. Второто прашање. Зошто кандидатот на поранешните избори кој прокламираше семејни вредности, односно настапи со својата сопруга како претседателски кандидат, доживеа тотален дебакл. Трето прашање, нели поврзано со чисти раце. Како тоа тој политички кандидат сака да успее на избори, кога за таа политичка партија која критикуваше со кампањата чисти раце, сега настапува кон спротивната страна со слична критика. Тие ми беа кратки, да речем, прашања. Добро. Еве и за Александров. Добро, малку доцна. Последното прашање е дека политичарот што настапуваше со слоганот со чисти раце, напаѓајќи една политичка опција во тоа време, сега настапува
против таа политичка особа. Второто прашање беше околу семејните вредности. Кандидатот кој што промовирал на минатите избори семејните вредности излегувал со својата сопруга, доживеал дебакал. И првото прашање кои кампањи имаат поголем ефект, позитивните или негативни. Да почнеме од Божиновски, бидејќи Божиновски нека одговори на прашањето на прашањето. Нека каже нешто за бандите. Зошто немаме пристојни демократски кампањи и, да речеме, во тој смисол малку помирни кампањи во Македонија? Нема таков системот, едноставно има голема поларизација. Видете, кога можеше да се случи во една Америка која што има преку 200 години демократија, ги видовме изборите какви беа, ние не можеме ни да ги стигнеме до кое дно они отидоа. Така да, едноставно, кога има голема поларизираност, нормално дека ќе има и поголема тензија. Со оглед на ова што се случуваше изминативе 2 години, кај нас е дополнително покачена тензијата. И сега мислам дека во оваа кампања дури може и обратен ефект да се случи, дури може да спласне тензијата, затоа што на луѓето им е преку глава, искрено. Што се забележува и по самиот однос кон политиката, што се забележува и по самиот однос кон некакви значени политички настани. Наставно име на многу луѓе доста од политика. Веќе се бомбардирани 2 години од едната и од другата страна. Во однос на тоа што и како секоја партија има одреден стаж и према тоа се гледа колку они успеале да ги исполнат или да не ги исполнат ветувањата. Према тоа се гледа колку се они ефективни во спроведување на одредени политики, колку не се ефективни. Секоја партија до сега која што била на власт се обидува нормално и да има поголемо влијание и врз самите медиуми. Немаше тука исклучок, можеби исклучокот беше Љупчо Ѓоргиевски. 98-99 до 2001 нешто така, па после тука имаше одредени промени. Но го говорам само од медиумски аспект. И едноставно секогаш имаме медиуми кои што каде што има таква поларизација што за да дознаеш вистината во Македонија треба да слушаш барем 2, понекогаш и 4-6 противставени медиуми за да видиш која е вистината и да создадеш своја слика. Едните го бојат целиот простор во црвено, другите го бојат целиот простор во сега се измешаме околу боите, така да ќе видиме, но... Тоа е стратегија. Тоа е стратегија на маргинализирање на опозицијата и наистина специјално туркање сваќаше во еден посебен простор на опозиционо чоше, додека ова го доминира власта. Власта во овие 10 години не сакаше да седне на заедничка маса да дебатира со опозицијата. Добро. Ти не може за 10 години Груевски не се осмели да излезе ни на една дебата за да покаже дека противникот од било кој бидејќи се смее на неколку политички лидери го почитува. И сака со него да дебатира за економија, за Тоа започна од порано. Значи, кога започна по последната дебата имаше дебати во 98 беше последната дебата. Од тогаш ние не сме имали дебата. Немаше. Пендаровски и Велов има една дебата. Говорам за лидерите на партиите пред парламентарни избори. Пред парламентарните избори 2002 година. И Георгиевски уште еднаш. 98 е кога Георгиевски го нападна Црвенковски со обвинувањата за шнркање и така натаму, а 2002 беше одговорот кој примал кој не примал. Значи така да има таква поларизација што едноставно прво ја за тоа велев и самите медиуми треба да смогнат сила и да се обидат да ја видат и другата страна. Тоа е многу, но за тоа треба да се воспостави и систем. А очигледно дека ниту една партија нема желба да се воспостави тој систем. Значи имаше опозицијата шанса да даде некој предлог пред овие избори, нешто сака да направат да си добијат копче на кој што ќе може да ги сличуваат медиумите. Но мислам дека полека ќе го надминеме тоа. Мислам дека партиите ќе станат свесни дека без разлика дали се на власт или во опозиција, потребно е во медиумскиот простор да има една поголема шареноликост за луѓето да им бидат интересни медиумите. Иако ако говориме за медиуми, видите што се случи во САД. New York Times се однесуваше на начин на кој што и најполаризираните медиуми нема да ги именувам. Нема да ги именувам. Значи, големите медиуми се сватени како дел од
Естаблишментот против кој што овие повикува да се гласа. Не, значи они излегоа и ја поддржаа Хилари Клинтон. Ма пак токму поради тоа. За Клинтон беше каква представник на демокрација? естаблишментот. Ама за каква демократизација збор? А кога беа Клинтон и Сандерс? Имаше Сега- овде корупција на приватните медии. Па видовме колку десетици милиони евра се потрошили на Сител, на Значи, Канател, формирање на собствена телевизија. однос- Во Македонија, сега да ги однос- споредуваме медиумскиот простор во Македонија, кој што пада на дното по медиумските слободи овако што е од сите рангирања. Со медиумската состојба во Америка, мислиме тоа е груба релативизација. Не, Работите, ја мислам, само еднаква сила. Прашањето е дали во Америка го прават тоа ради пари или од обедување. Кај нас го прават од пари, затоа што различни исти медиуми во различни време различно се однесувале. Тоа сакам да ви го кажам. Медиумите се тие. И тоа можам да ви кои го што- докажам. Не, медиумите се тие кои што јас само велам како се однесуваат. Не велам дека кај нас имате разни медиуми во разни времења по некои се однесувале. Значи, работата е дека и медиумите треба да смогнат цели политичките елити да се договорат конечно. Очигледно дека не сака. Имаше шанса СДСМ да предложи нешто добро, Заев со предлогот на Заев да има дебати. Не. Еве има предлог. Со предлогот на Заев он сакаше да го има копчето, нели САД и Русија го имаат копчето на нуклеарни воени играи, он да го има копчето на исклучување на уклучување на медиум. Добро, едно прашање вака за сите. Во Соединетите држави функционира оној институт за председателски дебати, каде што ко-председатели се републиканец и демократ. За дебатите се слагам. Јас Да, има, сакам, тоа е невладина организација. Дали може би тоа би требало да биде решено? Имаме предупредување, рекламите мора да додат, па се враќаме после тоа за дебатите за медиумите. Реклами. Радиовизија. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли уникат. Радиовизија ви представува Ноќен експрес втора сезона. Секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Слушајте, гледајте и коментирајте. Шоу кое не смеете да го пропуштите. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Понеделник и среда 21 часот на канал 77. Слушајте и гледајте радио. Посвети се на вистинската љубов и уживај во неа. Делукс од Елит. Ваша вистинска љубов. На здравје кафе. Со Елит Турско Делукс. Стил, комфорт и луксус. Хотел Ледер Кочани. Незаборавно случување на единствено место. Хотел Ледер Кочани. Хотел со душа. Ноќен експрес. Радиовизија. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли уникат. Биди наш репортер од терен за секој застој на патот, проблеми во одвивање на сообраќајот, непримерно однесување, потреба од предупредување на учесниците во сообраќајот, пренасочување, сврти на бесплатниот телефон 0800 80 222 и информирај. Откако ќе го свртите бесплатниот телефон 0800 80 222, почекајте на сигналот за снимање. Потоа соопштете ја пораката и очекувајте ја во сообраќајниот сервис на канал 77. Хотел Еми е новата струмичка локација за состанок, веселба или релаксација. Хотел Еми нуди модерно примени соби, апартмани и 2 луксузно дизајнирани ресторани за свадби и секако вид свечиности. hotelemi.com за нови спомени.
Лент сервис, најдобриот избор за чистење, деловни објекти, болници и училишта. Генерален дистрибутер за Македонија на светски познатиот француски бренд Таниос. Средства со двојно дејство за чистење и дезинфекција. Вашето решение за безпрекорна хигиена. lent-service.com 02 255 0157. Дами и господа, LED Light ви го представува Витек. Докажан премиум бренд во осветлувањето. Запознаете ја модерната страна на светлоста. Мека, а силна. LED технологија која малку троши. Витек свети како сонце, а троши како свеќа. ledlight.mk. Не обрнувам внимание, секаде ми е дома со мебелот од Home by Almac. Дизајн на вашиот дом и голема понуда на сите видови мебел. Индустријска зона Василево, Струмица. almac.com.mk. Вашата удобност е наша грижа. Уживајте во дом од Almac. Зашто со нас секаде е дома. Специјални вести, феноменални вести, владини вести, неизвестни вести. Не прислушувате, слушајте радио. Слушајте Ноќен експрес, не прислушувајте. Назад сме во Ноќниот експрес. Пред да продолжиме муабет во студио, имаме интересни интервјуа со представници на политички партии. Концептот на кампањите да го објаснат, форматот, динамиката, на што се фокусирани, па и трошоците, колку тоа ќе чини, макар што кој политичар да го прашта ќе ви каже ние сме скромни, не располагаме со многу средства и се фокусираме повеќе на средби со граѓаните. Стојан Ченгелов од коалицијата ВМРО за Македонија, Мила Царовска, Социјалдемократски сојуз, Павле Трајанов, коалиција за промени и правда, Орхан Муртезани, Беса и Бујар Османи Дуи. Не се плашите, режимот се падне, вечерва караванот на коалицијата за промени и правда, предводен од Демократскиот сојуз, ја започнува изборната кампања. И ќе се обидеме преку контактите со граѓаните, преку бројните собери, средби со граѓаните, преку настапи на телевизиите, на радијата, преку печатот, да ја презентираме, да ја доближиме нашата програма до граѓаните. Мако што ние прво бараме системски промени за одговорноста да биде на врвот на приоритетите за секој носител на функција. Натаму бараме одговорност за генерациите на кризата, ВМРО ДПМН и Груевски да одговарат за власторството спрема состојот народ и држава, да ограбија државата, а најмладите. Значи секојдневно сите 6 регионални штабови со носителите на листи ќе разговараат со граѓаните, ќе слушаат нивните идеи, предлози, сугестии, нивните проблеми, учество во сите дебатни мисии, ќе се обидеме медиумски максимално да се представиме. Значи главната порака е па 11 декември ќе се одлучува да се биде или не. Ако се случат промени, ќе има правда, ќе има одговорност да стабилизираме државата. Целокупна кампања ќе биде стабилност, Европска унија, економски развој и нови работни места. Нашата предизборна коалиција помеѓу партијата Движење Беса и Национална демократска природба и никогаш нашата коалиција се залага за целосно редефинирање на државата, односно општествената реалност да се рефлектира во сите институции. Ние сметаме дека овие избори воедно се и референдум во кој граѓаните ќе се изјаснат против корупцијата и злоупотребата на должноста и јавните пари, против приватизација и целосна партизација на системот, референдум која тие ќе одлучат за нивната иднина и за иднината на нивните деца. Ние воедно апелираме до сите граѓани масовно да излезат на гласање и да гласаат против оваа власт на тој начин да го враќат изгубеното достоинство. Ние како коалиција ќе одиме од врата на врата и ќе ги охрабруваме да преземат чекор конечно судбината да го враќаат во нивните раце. Ќе има учество во сите дебатни емисии. Во сферата на рекламирањето ќе се рекламираме со тие скромни наши можности што ги имаме. Меѓутоа најјакиот наш адут е
младоста и професионалноста и честноста што ја имаме, што ни дава можност да тропнеме на секоја врата и слободно да зборуваме со сите граѓани. А нашиот главен слоган на оваа кампања на предвремените парламентарни избори за живот во Македонија, во суштина представуваме план за живот во Македонија во кој што гарантираме 5 клучни работи кои што ќе ги направиме во првиот период од мандатот, а тоа е дека гарантираме повисоки плати за да живееме подобро. Заради тоа испланиравме 140 милиони евра за нови работни места. Парите ќе ги насочиме кон граѓаните и прво ќе им помогнеме на сиромашните. Институциите ќе работат само во служба на граѓаните, затоа што секој човек во Македонија е важен и ќе има контрола над власт и правда за сите, за да обезбедиме правичност и еднаквост, како пред институциите, така и пред законот. И се да младите ни останат во Македонија. Погледнати се сите презентирани мерки од страна на економисти во нашата партија, но и од независни економисти, со цел да се прикаже дека овој план не е справедлив или дека овој план заедно можеме да го изреализираме. Целиот план беше креиран во соработка и заеднички со граѓаните. Во последните 2 години работевме секој ден, се среќававме и со здруженија на граѓани, и со граѓани, и од врата на врата, одевме со се што не е оставено на располагање, ќе го искористиме медиумски простор во телевизиите, медиумски простор во радијата, социјалните медии, исто така да искористиме порталите, билборди, но најважно е дека секој ден по 10 часа ќе видиме видимо со граѓаните на терен. Секој граѓани лично ќе ја слушне пораката што имаме да му пренесе од вашите носители, од нашите кандидати, од нашите партиски активисти, заради тоа што сметаме дека секој граѓанин треба овој пат да биде медиум кој што ќе ги пренесува нашите пораки, заради тоа што се бориме за секој глас, за секој граѓанин, зашто не се бориме за гола власт, туку напротив се бориме да ослободиме Македонија, да видиме Македонија, онаква како што сите сакаме, тоа е демократска и заеднички ние младите ја градиме оваа држава. Појаното е заедно одлучуваме. Тоа е рефлексија на фактот дека ние сме одлучувачки фактор во следниот мандат. Во главном штабот е организиран со околу 15.000 активисти кои што ќе спроведат концепт врата на врата и средба со секој граѓанин да се образложи платформата и важноста на овие избори и важноста за нивното учество и активно партиципирање заради создадените моменти, заради создадениот контекст кој што предвидува остварување на платформата на ДУИ. Мислам дека е најважно да имаме позитивна кампања, мирна кампања без инциденти и политичките партии да можат слободно да ги представат своите платформи пред граѓаните, а граѓаните да имаат услови и можности слободно да изберат кој ќе ги представи нив во наредните 4 години. Нашата кампања ќе биде сеопфатна, ќе ги содржи сите оние елементи кои што има една сериозна кампања, почнувајќи од плакати, билборди, флаери. Традиционално сакаме да започнеме од Охрид, а вечерот таму во ВМРО ДПМН имаат митинг. Нашата кампања да започнеме во текот на утрешниот ден, односно утре вечер. Јас сакам да ги повикам сите граѓани овој пат да гласат слободно, да се спротивстават на сите притисоци и обиди за подкуп кои што сигурно дека ќе ги има и тоа во голем обем, да гласат по собствено убедување, за најпосле да го срушиме режимот на Никола Груевски, граѓаните да можат да живеат во една нормална демократија. Како коалиција ВМРО за Македонија сме свесни дека во никој случај не можеме да бидеме носители на власта, но длабоко сме убедени дека ќе бидеме еден од најзначајните фактори или чинители на новата влада. И Љупчо Ѓорѓиевски во повеќе наврати има кажано дека коалиција со Никола Груевски не доаѓа во предвид. Имаме наши представници на сите дебати кои што ќе бидат организирани од страна на националните, но и на локалните телевизии и воопшто со сите наши активности се надеваме дека секојдневно ќе бидеме присутни во домовите на граѓаните, но покрај тоа се разбира дека ќе имаме и платена медиумска кампања, која што најверојатно ќе се состои од емитување на неколку спотови со кои што ќе се обидеме да ги убедиме граѓаните да го дадат нивниот глас за нас. Ноќен експрес. Добро, ете на назад, слушнавме дел од политичките партии кои што ги се надпреваруваат. Само да кажеме за ВМРО со Котевски комунициравме и тоа не успеавме да го остиеме. Во Охрид митингот, организацијата на митингот беше доста зафатен. Ете да кажеме дека нивниот слоган знае што е подобро, реално работа, сигурност, напредок. Тоа е во главно
нивниот слоган, односно нивните главни пораки. И од Охрид може да прочитам, например, сценариото кое 2 години го спроведува СДСМ, сценарио за редефинирање на државата. Тоа е една од главните поенти на говорот на Груевски од митингот во Охрид. И од големата четворка да не им останеме должни на ДПА, нивниот слоган е одиме право. Овие избори се одлука за Македонија. Еве уште една порака само од ВМРО, за да не останеме должни. Груевски пред Охрид, гласите за реална програма која знаете дека ќе се реализира, не за лаги кои ве подценуваат. Избори се одлука за Македонија, Македонија која не потлекнува пред уцени на луѓе како Заев. Повелете со вашите коментари, меѓутоа дај да расчистиме прво, да расчистиме тоа. Не може да се расчисти до кога сакате да расправаме за медиумите, меѓутоа дајте да кажеме некои работи кои што би требало да го подобри тоа здравје кое што е целосно нарушено на медиумите, барем во оваа изборна кампања. Делно тоа заличување почна со адхок телото со Зборавме за дебати и мислам дека се слагаме сите дека треба да има дебати, политички дебати каде што значи не треба, дали ќе има, сега прашуваме каква е според вас атмосферата. Според мене и оние емисии што ги правивме, вели и вака. И според искуството од канењето до сега, мислам дека во последните денови можеби ќе се случи позитивен одглас од владеачката партија. Сега за сега повеќе се калкулира. На јавниот сервис има дебати каде што одат двете условно речено страни, но она што во политиката се вели ешалон, нели, тоа не е највисокиот ешалон на партиите, туку пониски ешалон. Според мене прво тоа ќе треба да се промени. За да имате дебати, прво треба владачката партија да го ја признае опозиционите личности и лидери како рамноправни партнери, како конкуренти за власт, а не како непријатели. Знаете, денеска митингот на ВМРО во Охрид започнува со песната Бог да ги бие душманите. Тоа е мобилизација од оној тип, дека ние сме патриоти, другите се предавници и ова е битка во која што конечно треба да им ставиме крај на сите душмани во Македонија. Тој речник, тој јазик само ги продлабочува поделбите. Тој јазик вика, ние со криминалци не разговараме, ние со предавници разговараме, ние со нив не можеме да водиме дебата, затоа што во таквата дебата, која би било сосема јасно, дека не постојат никакви идеи, нити за поделба на Македонија, нити за нарушување на унитарноста, затоа што првата реченица од рамковниот договор која што ја подпишаа 4 партии пишува: Македонија останува унитарна држава, гарантирана од гаранторите на тој рамковниот договор. И втората реченица е дека нема територијални решенија за етничките проблеми. Според тоа, некој сака тоа да го слушне во емисија и им го каже на оние кои што сега водат кампања дека ова ќе биде референдум меѓу унитарна Македонија и поделена Македонија. Очекувате ли дека Груевски и Заев ќе се сретнат на дебата? Апсолутно мислам. Лично. Тоа ќе биде доста интересно, ама тоа може да се надеваме, само инаку да очекуваме, не верувам искрено. Колку што разбравме на јавниот сервис се поканети четворицата лидери на таа последна емисија. Кој е највисокиот формат? Носители на изборни единици? Па се надевам, јас се надевам дека... Што го очекувате дека ќе биде? Јас искрено се надевам и мислам дека е доста реално дека барем носителите на изборни единици, што дел од носители, не барем носителите, него дел од носителите. Носители се и Заев и Груевски. Не, дел од носителите. И кога би правиле комбинации, кој? Пендаровски, Поповски може. Оливер Спасовски и... Кој беше од... Никола Тодоров. Никола Тодоров е да. Антонио Радмила. Интересни се тие дуели, ако се случат. Во четворката ќе биде многу интересно. Добро, четворката. Вие видовте во Америка после секој дуел што беше меѓу Хилари Клинтон и Доналд Трамп, медиумите истиот момент излегува со така наречена проверка на фактите. Кој што кажал и кој што излажа и дали е тоа вистина. Така да јавност имаше веднаш можност да провери дали некој од нападите на едната или на другата страна имаат некаква основа во реалните документи кои што е постојат и во реално направената или кажаната. Тука рековте медиумите излева. Сега кај нас кои медиуми ќе излезат? Едните ќе излезат и ќе направат нивната вистина, другите ќе излезат ќе направат другата вистина. Ма тоа е клучниот проблем, Владо. Ние живееме Александров го гледам нестрплив е да искоментира нешто така. Сега само ќе го дознам. Значи ние живееме во
модерно општество кое што понатаму се дели. Кој е тој инструментот за да ги споиш тие двете? Тоа е масата заедничка. Тоа е може да цивилизиран разговор за теми кои што исто толку деликатни. Се слагаме дека треба да има апсолутно дебата. Тоа не е спорно. Сега велики има, колку одбивањето на Зеско прашање ова Александр за дебата беше дека всушност он не сега да учествува во дебати, он ќе разговара директно со народот. Нема он што да разговара со опозицијата, нема он што да разговара со лидерите, и тоа е еден популистички модел во кој што јас сум власт, јас сум народ, јас сум Македонија, сите овие другите се нешто што чуј се слободно, без проблем. Знаеш што мислиш? Тоа е порано почна. Тоа и СДСМ не се појаше прекано на дебати. Значи таа беше Љупчо и Бранко легендарна дебата. Смели се дозволи во значи вака, да се мислам да не излезе дека сум игнорантен на историјата на оваа демократија. Не можам да се согласам дека овдека некогаш имало некои поголеми поразвиена демократија која што сега е нарушена. Јас бев активист на ВМРО ДПМН од 92 до 96 година во Австралија, со повремени посети овдека. Од како ја напуштив партијата како партија, постојано сум бил критичар на властите, сите власти кои што владееле до сега, и никогаш не сум чувствувал дека овдека има вистинска слобода. Напротив, секогаш односот на властите кон мене е бил таков да се чувствувам јас како државен непријател. Така се обиделе да ме направат да се чувствувам, не дека сум го прифатил. Башка што сте надвор од земјата, па сте надворешниот државен непријател. Еве сега го слушнавме Павле Трајанов дека зборува за демократизација. Јас колку што знам, Слободан Богоевски има на листа на претеници, така? Во времето на Слободан Богоевски, кога он владееше со СДБ, јас сум следен во Македонија на посета, следен со недели од неколку коли, приведуван 2 пати на така наречени информативни разговори со 4 луѓе кои што ме распитували, каде што целиот ден Долга коса имаше тогаш? Да. Немав тогаш, не. Опасно се изгледа. Пред тоа. Значи, и целата расправа не беше за безбедност, беше во врска со мојата критика кон власта на Киро Глигоров и Бранко Црвенковски, особено изборниот фалсификат од 94 година, кој беше потребен за да се спроведе спогодбата со Грција, во однос на моето спротивставување на политиките на владиката Петар и се друго што било поврзано со моја активност со ВМРО ДПМН. И тоа мене ме правело државен непријател кој што требало да биде предмет. Државен или партиски непријател? Државен, јас тоа. Значи, се пропагираше за ВМРО. Едноставно се поистоветуваа себе си со државата. А не само што се обидувале да ме убедуваат дека сум државен непријател, туку се обидувале да ме заплашуваат дека јас треба да размислувам за тоа дека имам семејство во Македонија. Па кога тоа не палеше, се обидувај да ме врбуваат. Што би можела мене да ми понуди оваа држава за да ја бидам лојален? Како да ви кажам, мислам, не може некој да ме убедува дека тогаш имало вистинска демократија. Да, можеби имало за оние кои што не биле гледани како опасност по системот. За оние кои што биле гледани како опасност по системот, немало. Исто така јас се занимавам со македонски. Спасо, вие во тоа време бевте министер за правда, се согласувате со ова што го иронијата да биде јануари следењето и информативните разговори се случуваат во јануари 98, но материјалите кои што ми беа пласирани за тоа кој ме кодошел од таму со писма, слики, што сум работел, датираат до моите активности од 93 година. Значи, дур сум бил таму, преку кодоши постојано сум бил предмет на следење. Исто така и за медиумите да спомнам. Јас водев македонски медиуми, радиопрограми во Австралија и истовремено обезбедував независни новинарски критички анализи за вестници во Австралија од 92 година до 97. Во тој период беше многу тешко да се најде македонски медиум кој што беше критички настроен кон властите. 98 година, кога ми се случи тоа мене што ми се случи, јас бев подготвен да го обелоденам пред целата македонска јавност. Единствен медиум кој што беше подготвен овдека да ја покрие таа тема беше Дело. Магазинот Неделен Дело, немаше друг. Игор, зошто пресконференција направив на темата, ништо не се пренесе. Не се повторува сега, гледате. Ако имало, јас мислам дека тогаш имало злоупотреба на тајната полиција.
тајната полиција не била реформирана така како што треба. Ама ова сега што ни се случува, пазите се, немош да го споредувате тоа со не знам таму. Не, ова сега е вулгаризирање на стариот систем. Ова е монструозно сега што станува 5000 и само специјално јавно обвинителство објави дека над 5000 луѓе се ставени на системот за систематско преслушување во периодот од 2008 до 2015. Па добро, сега е полесно. Знаете што се случува? Па како вие сега зборувате за еден режим кој што се обстојува на власт, тоа што ги имала сите информации за она што работи опозицијата, што подготвува опозицијата, што прават бизнисмените, што новинарите со кого разговараат, какви информации утре ќе бидат објавени. Тоа знаете што е, како е? Тоа е исто како да играте, седнете со некој, играте покер, а ти однапред му ги знаеш нему картите и викаш јас стално те победам. Ама тие луѓе од кога се таму? Кој од кога се таму? Тие се од 2006 година. Сите се нови луѓе? Па сите се нови луѓе, тоа што моите информации се дека има луѓе таму кои што има многу подлабоки. Има информации кои што може да бидат купени и платени од било кого и така натаму. Меѓутоа ово што сега се случува и ово што сега се обелодени, па не може ово да го правдаме бе луѓе да го идентификуваме. Не е оправдување во прашање. Ами сега да се вадиме со тоа дека секогаш било исто, па не се вадиме. Ова што се случи на Македонија, со аферата на прислушувањето. Ако не биде разрешено, разбираш, ако не биде на некој начин некој стварно отиде во затвор за целата работа, ако не се презема одговорноста, дури ако самиот не преслушува, ако дозволи некој друг мене да ме преслушува, тоа значи дека ние немаме држава, нефункционална држава, ама не за демократска последните држава. 25 години сите треба да одговараат што Нека одговараат сите, не само за последните 10. Игор, нека одговараат сите тие што злоупотреби функцијата и ако има докази, нека нема никаква амнестија за таков тип на однесување. Да, се согласувам. За да може да се нормализира системот. Ние мораме како што излезе Васлав Хавел некаде таму од 90-те години да се вратиме во нормалноста. Ние мораме да се вратиме во некои нормални вредности, нормални цивилизирани односи меѓу политичките партии во државата. Без тоа нема држава. Да го полека да го привршуваме кон крај. Очекувате ли, не де Боже, инциденти, мирно ќе биде така да го погледнеме овој пред нас 20-дневен период? Ќе биде спокојно, ќе има некои амплитуди, ќе има некои прекршувања, изненадувања или се е веќе кажано, не може никој да не изненади, и народот веќе никој не може да го изненади. Што според вас се овие краткорочни прогнози за действувањето на партиите? Мене ме прашуваш. Сите веќе. Ја мислам дека изборите ќе бидат мирни. Во Македонија никогаш не се случили некои драстични инциденти. Овој пат, иако постои она што се ка потикнувачки говор на омраза, јас и натаму викам, ако едната партија постојано тврди дека ова се национални предавници, таа може вистина да доведе во ситуација да ја покрене раката на некој кој што мисли дека предавниците треба да се убиваат на улица. Пазите, тоа е говор кој што насочува, тој говор ќе дојде до некој малоумен човек кој што ќе мисли јас нема да чекам сега оваа политичка партија да се спреда со предавниците, зошто јас да не ги ишчистам предавниците со оружје или со било што и така на тоа. На тој начин ќе мисли дека е голем предавник. Од друга страна, ова што се случи со прислушувањето, ова што се случи со криминалот, ова што го објавија бомбите, говори стварно за една состојба во која што пази, они не се чувствуваат виновни за ништо од тоа што го направиле. Денеска вика слушај, Македонија напредува. Во која смисла напредува? Сите гледав Македонија падна на нивото да не е веќе слободна земја, падна по ниво на слободите на медиите на последно место во светот, едноставно се зборува за голем криминал и за ова како што се кривични дела во Македонија, се збори за масовно прислушување, масовно кршење човековите права и слободи и тие во остатоците викате ние нудиме реална програма, Македонија напредува и сега практично нудиме да продолжи ова, само на ова што досега го гледавте ќе да дадеме уште нешто. Единствено сите опозициони политички партии бараат промени. Ако не се случат промените во Македонија, јас мислам дека кризата само ќе се продолжи и ќе продолжи. Каква кампања очекувате? Кампањата претпоставам дека ќе биде мирна. Ние не очекуваме инциденти. Не би требало. Едноставно веќе луѓето се 2 години под страшна тензија, што некако се привикнаа на неа. Така да сега кај нас ненормалното стана нормално. И затоа не очекувам некакви посериозни потреси во смисла на инциденти помеѓу политичките партии, а тоа дека политичките партии се напаѓаат помеѓу себе, тоа е факт. Исто како што е факт дека едната страна е чиста, а другата страна е валкава. Односно, како што е факт дека не е ниту едната страна чиста 100%, а другата 100% валкана. Така да и во однос на самата предизборна кампања не можеме да говориме дека тоа ќе биде све као во Шведска, нели секогаш сакаме да се споредуваме, но генерално некаков инцидент, не очекуваме дека тоа нема да му одговара на никој. А од друга страна, треба да се рачистат многу работи. Мене, например, исто не ми е јасно зашто би се снимале власта и за после тие снимки да искочат и да им направат на нив штета.
зашто власта би се снимала самата себе. Александро, вие што очекувате вака преку океанот? Да, исто и во однос на делувањето на самото специјално јавно обвинителство. Да се објавуваат некакви наводи, нешто на ден пред кампања, некако не иде во прилог на независност и објективност. Ама тоа се веќе други работи, кои што треба да ги говориме. Тоа треба и ојо да биде замрзнат. Тоа треба да ги говориме за многу други. Каква кампања очекувате? Прашањето ви беше дали може да се очекуваат насилства. Имаше некои кршење на штабови, штаб на ВМРО, пред некој ден разбравме на СДСМ штабот во Арачиново. Значи, сепак не баш се така мртви. Мислам дека, значи, предходно кога зборува за тоа дека има одредени проблеми кои што сите партии ги генерираат, не сакав ништо да релативизирам, туку да кажам дека ние имаме потреба од борба против негативна политичка култура, а не само една или друга партија. Јас како што гледам, овдека секоја партија противникот може да го често го обвинува, да речеме, за предавство, за криминал, за врховизам, србоманство, комуњарство, не знам што, и тоа се етикетирања кои што очигледно се наменети да ги разбудат негативните емоции кај луѓето за да не размислуваат разумно, за да го тргнат вниманието од посуштински прашања каде што треба да размислат што навистина е во заеднички интерес на сите овде. И во такви услови, дури да нема планирани насилства, можно е да се случуваат такви инциденти, кога ти веќе ќе го запалиш народот, знаеш како некое куче кога постојано ќе го тепаш или ќе го изазиваш со стапи, после пушти го од ланец, не знаеш што ќе направи, така може да се случи и со делови од народот. Но мислам дека една работа што не треба исто така да се заборави е дека ние во ДУИ имаме партија која што дојде на власт преку сериозни насилства и мислам дека сме имале неколку прилики каде што не само на етничко ниво, туку и со други албански противници доаѓале до насилство. И мислам дека не треба да се исклучи можноста тоа повторно да се случи. Мислам се ќе зависи од тоа кој колку ќе има потреба да тргне внимание од нешто посуштинско. Ова што се случува мораме да привршуваме со емисијата, може да донесе нови проблеми. проблеми. Карикатурите малце да ги видиме крај само да видиме како испаднале нашите гости. Имаме ли време да прочитаме резултати од ова? Момент само полека поред. Поред, како ќе кажеш така? Ара, професорски така е. А господата Божиновски и Сарачини требаше 2 дена порано ќе ги прават и дополнително ќе ги објавиме карикатурите, со тоа што за крај Твитерот и јас ќе ме прашам нешто за анкетите. Вие специјалисти за анкети, ама некој не ви се зборува за анкети. Се толку ли е да работата мутна, судејќи според Брекзит, судејќи според Америка, веќе тешко што може да се предвиди? Не. Или не се слагам. Сите се некако не се слагам апсолутно. Не сака никој да зборува за тоа. Значи, ако ги сте... А нема анкети, или веќе нема анкети. Зошто? За да не влијае на што? Порано не се случуваше тоа. Треба да прашате и Ири зашто нема анкети. Предпоставувам дека они си имаат некаков распоред, а во однос на тоа Брексит и тие, тоа видите, во Америка изборите беа точно предвидени горе-долу, ако знаете. Значи, да не навлегуваме. Leaving his eye, loving free, a season ticket on a one-way line, asking nothing, leave me be, taking anything to hit my stride. Don't need reason, don't need right, ain't nothing I would rather do. Going down, party time, my friends are gonna be there too. I'm on a highway to hell, highway to hell. I'm on a highway to hell, highway to hell. No stop sign, speed limit, nobody gonna slow me down. Like a wheel, gonna spin it, nobody gonna mess me around. Hey, sit down!
my shoes, playing in a rock in the bed. Hey, mama, look at me. I'm on my way to the promised land. I'm on a highway to hell. Highway to hell. I'm on a way to hell. I said a highway to hell. But don't stop me. I'm on a highway to hell. I said a highway to hell. I'm on a highway to hell. Yeah, baby, highway. Yeah, highway to hell. Highway to hell. I said a highway to hell. Highway. And I'm going down all the way. I'm on a Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менаџер Слободанка Блажевска, директор на проектот Весна Коловска, водители Столен Алмов, Петрица Рачини, Зоран Маџовски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Гогов, Кирјан Донов, аудиомиксер Зоран Ристовски, електроинженер и организатор Методи Михайлов, промоција и маркетинг Снежана Мицеска, промо